Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Од ова житородно, преубаво поле, претпоставувате се наоѓаме во Пелагонија, конкретно во Егри, каде што имаме одличен пример и на консолидација на земјоделското земјиште, каде придобивките веќе ги чувствуваат самите производители. Ова е една тема за која што ќе говориме во денешнава емисија, каде што се напоменува, имајќи во обзир дека цената на репроматеријалите постојано се зголемува во односи на цената на нафтата, но и на ѓубривата и она што значи хемикалија заштита, ги загрижува земјоделците ако се повторат минатогодишните искуства во однос на цената, која што за килограм пченица се движеше 12 денари за килограм или некаде и многу помалку. Велат дека основната треба да биде 20 денари, зависно од приносот, а верувам дека некои земјоделци очекуваат и многу повисока цена. Повторно, откупувачите ќе калкулираат, секако треба се следат и пазарните моменти, но не треба да се заборави дека домашното производство секогаш е најдобро, а гледаме што се случува во светот и секоја држава се грижи да има домашно производство на она што значи основа, лебното жито, но и за она што значи во сточарството, односно зголемување на површините со пченка. Ќе стартува наскоро и пролетната сејдба, веќе негдека се реализира. Во минатата емисија имавме во Пекчево каде што се сееше овес и други култури, тука и сончогледот, ако сакаме да имаме сопствено масло за јадење, треба и тие површини да се зголемуваат, но основното е, како што повторно напоменувам, земјоделците велат, е да има добра откупна цена на време на исплата на субвенциите, за да се одвива секако што треба. Ова е дел од емисијата, секако ќе стане збори за други актуелни теми, меѓу кои и за откупот на јагнешкото, на јагнињата, кое што во моментов се движи од 250-280 денари, но не и 300, може би има само поединечни услови, каде што таа е цената. Примерот, не знам дали негдека постои таа цена, но во секој случај во овчарството таа цена што ја бараа земјоделците се уште е недостижна. Овие се дел од темите, но и ние подготвивме дел од темите кои што ги имавме снимено неодамна во Берлин на саемот Фруит Логистика. Пелагонија, нашата најголема житница, на своите плодни ниви има различни култури. Почнувајќи од житните, се до бостанот, а од минатиот век многу добро се сеќаваме и на шекерната репка. Во село Егри, благодарејќи на консолидацијата на земјоделските површини, работата со механизација и воопшто условите се многу подобрени. Нема повеќе поплави, а трошоците се намалени. Се мачиме некако, работиме, ама работите ни се тешки. Со цените, посебно со цените на земјоделските култури, работиме сега нешто ни е полесно. Имаме комасација во полето, окрупнување на земјоделските површини. Трошоците ни се многу намалени, а производството ни е зголемено. Систем за наводнување имаме од 84 година, од сега од комасацијата пред 5 години имаме и систем за одводнување по полето. Имаме канали копани, кај што немаме штета многу од поплави, седи водата и тоа е голема добивка. И ве гледаме житото одлично напредува. Знаеме дека Пелагонија е најголемата наша житница, но има и многу трошоци. Дали таа цена од 12 денари, некаде и 10 беше 11 за килограм откупена пченица, мислите дека ќе покрива? Колку треба да биде годинава? Па годинава ако стои вака работата со нафтата, како што се сега цените и вештачите ѓубрива се поскапени од кој се случува со нафтата, мислам дека треба да биде околу 20 денари. Да биде една цена не висока, али некако реална, да можеме да излеземе на некој крај. Иначе со оваа цена од 11-12 денари, ова ќе не биде за како без пари да го дајме. Просеко е околу 5 тони по хектар. Не е голем за разлика кај што има по некои држави има 8-10 тони.
И сега на берсата таму се нуди пшеницата по некоја цена или 12 некаја. Ама ти има 8 тона, ние имаме 4 во Македонија, нема просек. А за иста цена го давам. До сега се добри, нема проблем сега, ѓубрена е ова. Треба уште заштитни средства сега да прскам. Натаме ќе видиме. Семи пченка доста повеќе хектари. Бостан садам. Исто сум производител на бостан. Ја садиме на отворено поле на семка. Не на калем. Не на калем, не. Покрасно вадиме така, има години. Крева цената во тоа време, нема никаде бостан, има кај нас тоа. Имаме муштери. Пченка колку ќе сеете? По околу 9 хектари. Спремани скоро ми се парцелите. Тие се под систем за наводнување? Да, цело поле е под система. Имаме вода, ама и со него имаме проблеми, има дефецит, многу не се одржва доволно. Имате ли механизација доволно? Имам целокупна механизација. Да силажа не прави? Не, нема стока во селото, немам силажа. Немам крави, значи. Нема крави, нема ич, овци има неколку, тројца, четворица. Некоја ваша сугестија како да се подобра состојбите, како да биде таа финансиска поддршка, дали имате проблеми при аплицирање, при добивање на субвенции, дали ви се исплатени субвенциите? За 2024 се исплатени, за 25-та година нема до сега ништо пуштено. Пшеницата ни ја предадоме во јули месец, уште не е платена. И треба да има некој редослед на тоа, према културите. Како се берат културите се предава, така да се дава и субвенциите. И субвенциите се намалени со овие цени кои што имаме, се многу мали сега, уште помали. За 2024 добиме по 3 денари плюс килограм на пшеницата, за 25-та нема. Беше министерот тука на една средба во селото, му поставиме прашање. Рече дека ова година имаше во Македонија 4 тона просек негде пшеница. Доволна е таа и нема потреба да интервенираме уште по 3 денари. А што мислите од државниве стокови резерви? Тоа помош ли е за вас да има навреме откуп на домашната пшеница? Наравно дека и, ама до сега немаме продајно во стокови резерви. Никој не дошол, не кажал, не побарал, да речат дека кај има магазин на кое место со откуп, па да носиме тамо. Земјоделската работа е тешка и е друго несигурна е со откупи, со цени, со многу давајши имаме троши. Сега пченката, семето пченката е многу поскапена. Едно вреќе за 6 декари, 9300 денари. И кој си се клаи билката, заштитните средства, па комбајшни, па се тоа, а и таа беше 13 денари, 14 килограм. Од 17-18 не би требало да биде помалце. Се е во парите. Народот тргнува на тутун, кај не со да не се садеше многу тутун, сега почна поиќе земјоделци да садат. Треба повеќе субвенции да се активира младите, откупите да се средат, има многу работи. Земјата и покрај променливите услови, временски и пазарни, земјоделците не ја оставаат. А за да се мотивираат младите, потребна е сигурност. Најмногу во реални откупни цени и навремена исплата на субвенциите, велат тие. Очекуваат дека цената на стратешкиот производ за секоја држава, па и за нашата, лебното зрно реално ќе ја добие заслужената цена. И дека навреме ќе се објави оглас за откуп на пченицата за стокови резерви. Тогаш, кога е и жетвата и кога најмногу се тактизира со откупните цени. Според податоците од АХВ, лани на европскиот пазар биле извезени приближно 100.000 јагниња, од кои најмногу во Хрватска, над 44.000, потоа Италија со над 21.000, следува Бугарија со 25.000 јагниња и повеќе и 8.444 јагниња завршиле на грчкиот пазар. Јагнешкото месо се продава и на останатите пазари. Во земјите на ЦЕФТА лани имало извоз од над 31.000 јагниња. Слична е и состојбата годинава, но се уште е рано да се видат податоците. Иако трговците велат, италијанците се помалку се интересираат за македонското јагне поради нивната тежина. Тие бараат јагнешко со максимум 12 кг месо. Тогаш и цената е повисока. Во околните земји откупната цена
За јагне се движи и до 6 евра за килограм жива мера, додека кај нас од 20 до 30 килограми цената е 280 денари за килограм жива мера, а за јагне до 35 килограми се плаќа 275 денари. Тоа е моменталната цена, додека во изминатиот период јагнето имаше цена и од 230 денари за килограм жива мера. Некаде и воопшто јагне не се бара, а има случаи кога јагнето и со години не е платено, а е откупено. Во игри останати се 3 семејства што имаат овци и тие мака мачат да ги продадат и воопшто не знаат како ќе обстанат во иднина. Јас сум од село Средно Игри. Сточар сум со 140 глави овци. За 2024 немам земено динар субвенција. Се исправно. Со документи. Сега за 2025 динар немам земено. Ни за овци, ни за јагнина. Женски јагнина оставам бекот, да ми плаќа ни женските јагнина. Сетна натура кој почнав да барам нагло, ми платија само 600 динари на овца и поќе пари не ми дадоа. А имавте документ дека сте предаде во кланица? Да. Имам и за сега, и за сега имам, што дава кланица. По која цена? По 230 динари изеде. Лани дадов 55 кланица и годинава дадов 50 кланица. Оти ако не даеш кланица, не ти дава субвенција. Сега имате јагниња? Сега има пред месец му дапе натура, сега имам уша натура. Сега откуп објавила 260 со 250. Чим се поголеми јагнињата, право се што зема за 250. Ама да се 25 кила, 23 кила јагнете ја земи за 250. Што рачу, ние џабе трчаме ко така пати овците. Цела година. Иначе овде имаше 30 булизи овци. Сега за на година се продаја сите, само 20 останаме. Ние што имаме помалку земја и чуваме овците. Јас имам 180 овци. 180 имам. Ама еве се и намалувам. И продаваме јагнината в кланици и правиме сирење. Оти овде е близко Грција, во Грција го даваме сирењето. Поскапо му даваме на грците. Овде му даваме 100 евра кантата, во поголемите канти, не малите, поголемите. Овде кај нас, а нади му даваме 140 евра кантата. Тоа у земја се работи, цело поле до педа. И по Тирија земја што се овие со странство во Австралија, Германија, Америка, кај што се ојдени. Сите, нивјето не на педа, нема празна, се се работа. Дали има кој да ве наследи, ви помага некој? Да, имам син, сега се жени, се иде Битола и иди секој ден ми помага за чењчи, јачмен, се што производам, ништо не продавам, се оставам за овците. Луцерки имам 3 хектари, јачмен имам 2 хектари, ченки имам 3-4 хектари, се оставам за овците. За цела зима да имам, да не купам, да скапа раната. И детето шеното, тоа што оди со овците, јас одев, ме патија очите, шеќер имам многу и сега не можам, сега му барам пари, за тоа само му барам. И тоа мој пари барам, не речеш помош. Како да ги задржиме младиве? Еве и синот работи, што треба да се направи? Ова што се зема, сега се плаќа. Ни пиперот ќе стигне за садење на нива, а тие порати. Немаме ни тарана. А вештачкиве ѓубрива сега поскапеа? Поскапеа. Колку? Сега е 680 и 780. Многу е скапо, многу се скапи. А нафта добивте ли? Зелена нафта? Од државата? Да, и отпоќе да. Зелена нафта. Гравата се поплачиме за тоа. Да, и отпоќе нафта да. Уше субвенцијата, не исплатат, поред ќе биде. Има можности да се врати бројот на овците, но со мотивација. За работата нема никаков проблем, но мора таа и да се исплати, за да и натаму македонските села ни живеат. Посочуваат овие производители на храна, од која не само што се прехрануваат македонските граѓани, туку и носи на државата девизен прилив од некогаш 35 до 40 милиони евра па и повеќе, а сега извозот е помал. Нема доволно јагне, а со тоа намален е и девизниот прилив. Еве како изгледа и како треба да биде едно современо земјоделство, но за жал во погрешно време се случува сето ова, бидејќи пченката требаше на есен да биде собрана, но знаеме, дождовите направија да презими, иако, како што велат производителите, квалитетот е добар. Во исто време и се собира, се жне, се ора, а наскоро ќе стартува и пролетната сеидба на пченката. Моменталните цени на пченката имаат и драстични разлики во однос на земјите од каде што потекнува
но во секој случај треба да се размислува и на обезбедување на домашното производство на пченка, бидејќи тоа директно влијае и врз развојот на сточарството. Да слушнеме како овој земјоделец успева да обработи и да живее од 300 хектари. Македонските земјоделци будно ги следат временските услови. Тоа што може да го направат, максимално го прават. Инвестираат и во механизација и во добра агротехника. Чудно и невообичаено, а се случува последниве 4 години во Пелагониско, пченката сега, пред сеидба, се собира наместо на есен. Годинава имавме проблем со временските услови, не можевме да ја собериме на време, ама сега е времето добро и ќе ја собериме. Квалитетот на пченката е добар, зашто немаше лоши временски услови и е одличен. Сега е сува одличен. Негде со мал дел на оштетување, ама е одличен. Нема алфатоксини и е добра. Ја сместуваме моментално, па кој ќе дојде пазар, ќе ја продајме. Имаме своји силоси за 4 милиони кила. Цената е од 14 до 14,5 денари. Не е лоша, ама према условите сега новите што треба да работиме, се е многу скапа нафтата. Еден трактор денес ќе потроши 500 кила. Не знам како ќе истераме, ние мора да работиме. Цената на нафтата расте, а помошта од државата за зелена нафта е одомна потрошена и им користи само за еден ден. Од државата добивме само 100.000 денари, толку дават ваучери, до 100.000 денари. Комбајно 1 тон, 3 трактори по 500 кг, само за еден ден нема за еден ден. За 300 хектари дека и садам под пченка, немам точно направено математика колку ми треба, ама сигурно 70 до 80 тона. Во исто време ја ораме и ја припремаме, од утре ќе вршиме ѓубрење и ќе ја припремаме за веќе за 10-15 дена ќе ја почнува новата реколта. Тоа со пченка. Сега е моментот многу повеќе да се помогне во производството на храна, чија цена во светски рамки не може да се прогнозира. Но дома може да се контролира и да се произведе многу повеќе домашна храна, сега пред реализацијата на пролетната сеидба, посочуваат производителите. 25.000 семки, едно вреќе 4.000 денари. За 1 хектар треба негде околу 200 евра. Еден од главните импути се вештачките ѓубрива, каде што ДДВ-то е 5% и може тука да се реагира, за да цената не се зголемува. Нас ни треба за 300 хектари над 250 до тона. А вештачкото ѓубриво на терен го има, но и го нема. Зошто? Има вештачко ѓубриво, не ни го даваат моментално, што се случи со ситуацијата со воњата. Нема ѓубре, чекат најверојатно да се поскапи, па ќе видиме како ќе биде. Кои мерки можат да ги преземат владата за да ви се помогне да добиете поевтино производство? Па поевтино производство да ни поможи државата во нафтата и за вештачките ѓубрива, не знам, и за вештачките ѓубрива, што може да ни поможи да се субвенционираат вештачките ѓубрива, зашто се многу скапи. И ако може да се субвенционира нафтата. Оти со 100 денари едно кило нафта, ни еден земјоделец не може да направи производство. Што е она што вие во иднина го планирате и се гледате како еден голем земјоделец? Дали субвенциите се навреме се дава, дали сте добиле субвенции? Една корекција да се направи или еден ваш, некаква идеја, што е она што... Субвенциите ги добиваме, јас не добивам за цела земја, зашто имам и современа замена во идеални делои, а земјата ја обработувам, а субвенции не земам. Еве, реално, моите парцели се во други парцели, не се уште направени со консолидација, во идеален дел се и за нив не земам. За дел кај што имам чисти имотни листови, земам субвенции. Субвенциите се добра работа, ама треба и тие, за да биде добро производството, да се зголемат, за да имаат стимул земјоделците за да можат да работат. Оти во околните држави, например, ние за пченка земаме 200 евра по хектар до 50 хектари. А во околните држави, например во Грција, ајде да не спомнам, тие се Европска Унија, тие земва до 800 евра. Имаме пријатели таму до 800 евра по хектар. Сега, за субвенциите, ако
колку државата ни дава појќе, ние толку појќе ќе имаме сила да можеме да работиме. За да бидат добри земјоделците треба да бидат озбилно поддржавани. Ние одгледуваме и пченка и пченица, пченката дека појќе дава принос, на пченицата немаме сметка. Многу се трошоците зголемени, на пченката тука некако се правиме математики и добро е. Дали оваа сета механизација, гледаме, добро сте опремени, е собствена инвестиција или? Собствена инвестицијата. Заедно работиме со брат ми, имаме и кој да не наследи. Ама ќе видиме, тие не знам дали ќе продолжат вака. Потек и задоволство е да се видат вакви вредни, скромни и реални производители на храна. Државата ги препознава или не, но сигурно е дека може да се потпре на ваквите големи и силни земјоделци. А нивната порака е дека мора да се модернизира производството. И чудно е зошто наместо субвенциите да бидат еднакви за сите, а за нив со секој хектар повеќе добиваат помалку субвенции. За да се добие македонското најдобро, секако, за да имаме поголем развој, треба да се слушне гласот на народот, односно гласот на земјоделците. Веќе да кажеме дека ресорното министерство има своја кампања, каде што имаше неколку средби во одделни региони, се објаснуваат програмите, се објаснуваат многу неразјаснети работи што ги тиштат земјоделците, се со цел, како што рековме, развој на земјоделството. А свој континуитет во средбите и теренската работа со земјоделците ја има Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. И еве овде се наоѓаме во Егри, каде што на одделни теми, зависно како има интерес и според нивната програма, не само овде, туку низ сите региони, села Македонија, се разговара, но и се одговара на многу прашања на кои што не ги знаат земјоделците одговорите, но ги знаат советниците од агенцијата. На која конкретна тема се разговараше сега и што им престои за оваа година на земјоделците, накратко може да ни објасни? Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во наредниот период активно се вклучува во реализација на низа активности во поголемите населени места, односно во селата, каде што има повеќе земјоделски стопанства, за презентација на стручни теми и дел од националните програми, програмите за рурален развој и програмата за директни плаќања, односно субвенции. Денеска во село Егри имавме презентација за дигитализација во земјоделството. Знаеме дека неминовен е процесот на дигитализација во земјоделството заради конкурентност, односно земјоделските стопанства да можат да бидат поконкурентни не само на нашиот пазар, туку и на пазарот во Европска унија. Тоа значи користење на нови технологии, современи технологии, автоматизација на процесите, односно прибирање на податоци и носење на информирани одлуки при вршење на одредени активности. Односно, знаеме денес дека има доста стопанства кои што ја користат оваа технологија и кои што ги виделе бенефитите од инвестирањето во таков тип на технологии. Наредниот период мора да бидат спремни земјоделските стопанства со новите технологии за да можат да бидат конкурентни на пазарот. Дронови за мапирање, користење на дронови за прскање, користење на дронови за ѓубрење, исто користење на сензори за отчитување на својствата на почвата, евапорација, влажност на почвата, користење на агрометеоролошки станици, користење на GPS навигации, автоматизација во процесите во фармите, односно поставување на роботи за молзење, поставување на роботи за чистење на арското ѓубриво. Ама некои фарми веќе има и во Пелагонија. Пелагонија. Веќе има фарми, точно во Пелагонија. Пелагонија, да кажем, е една од поразвиените земјоделски подречја, каде што и стварно новите технологии веќе се применливи, односно се ги имат на земјоделските стопанства. Колку фармерите, производителите се подготвени и со на база на податоци која што требаше да имаат во единствениот регистар, а вие правевте нели сметководствено книговодство, им помагавте во тој дел. Дали тие податоци се надополнуваат, научени се веќе земјоделците?
се уште земјоделците податоците кои што ги прибираат од она што го работат ги внесуваат некои стопанства рачно, а некои стопанства воопшто и не внесуваат. Нашата улога е сега во моментот имаме и македонски апликации кои што мислам дека единствена македонска апликација е апликацијата Агримак, која што им овозможува на земјоделците да можат самостојно да ги внесуваат сите активности со дефинирани називи и поими каде што може и е разбирлива за нивниот јазик, е на македонски јазик, каде што можат да ги внесуваат покрај сите активности што ги прават на стопанството, можат да се калкулираат калкулации за внес на ѓубрива, семенски материјал и заштитни средства, а исто и добиваат и информации околу програмите и грантовите кои што можат да ги користат во делот на земјоделството. Колку вие како советник обслужувате, имате ли свои, да речам, клиенти, тоа не се клиенти, веќе се бесплатни советите, но фармери, вие во сточарството, каде што им водите евиденција, каде што им помагате, имате ли така групи, да речам, нели, по оделни области? Во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството имаме Farm Monitoring System, FMS, односно сега се вика Farm Account Data Network. Тоа е прибирање на податоци од земјоделски стопанства. Тоа е интерен систем, односно ние како советници одиме директно на терен и ги собираме податоците од земјоделските стопанства со кои имаме склучено договор. Со тоа што на крајот од годината им даваме извештаи и препораки она што треба да го направат во однос на нивното стопанство. Каков е одзивот кај земјоделците? Има ли отпор или интерес и прифаќање на нови технологии, нови информации, нели, за да можат да се осовременуваат? Каква е структурата на самите производители? Знаеме дека со текот на времето се менуваат генерациите и земјоделците стануваат се пофлексибилни, односно подостапни за нас како советници, пошто и ние се менуваме и ние се прилагодуваме на нивните потреби, за да можеме да имаме, да извлечеме ние повеќе информации и тие да дадат повеќе информации околу она што треба за заедничкиот интерес, односно да го подобрат производството и да бидат поконкурентни на пазар. Така да, во последно време сметам дека битно е и од советникот да е добар психолог, да може да ги насочи добро и да може да им даде квалитетен совет за да може да оствари добар, да остави добар впечаток и да има долгорочна соработка со фармерот. Колку време сте вие советник? 20 години. И за овој период може да кажеме дека се зголемува, намалува бројот конкретно на фармите за производство на млеко. Знаеме каква е состојбата, цената нели на откуп млеко се напали. Вака, значи бројот на добиток можам да кажам дека можеби горе-долу е ист, а бројот на производители се намалува. Тоа значи дека големите фарми остануваат големи, дури и го зголемуваат нивното производство, а малите фарми перманентно го губат пазарот. Односно, конкурентноста, поради тоа што мора средства да има одделено повеќе за инвестиции во земјоделството. Идејата е да се биде поблиску на се помалку бројните земјоделци, но добро е што дел од нив се окрупнуваат, особено во сточарството, во производството на кравјо млеко. Работиме и за подобрување на квалитетот на млекото, работиме и за давање совети за оние малите фарми кои што сакат да останат конкурентни на пазарот за преработка на сопственото млеко во сопствен, значи производители, од куќен прак, од мал обем. Исто така им помагаме на кој начин тие треба да ги уредат просторите, на кој начин треба да ракуваат со опремата и механизацијата која што ќе набават и на кој начин треба да ги исполнат условите, односно минималните стандарди за еден таков производствен погон. Добро е кога има кој да ги слушне земјоделците, но и да се прифатат и применат нивните добри идеи кои што можат реално да се применат. Светот се движи во делот на традиционалните и да речеме трајни вредности, како што е ова Ајфелова кула од Франција.
Символиката е јасна дека традицијата, вредностите продолжуваат низ историјата, не само ефеловата кула, туку символиката е токму во тоа што се производите свежото овошје и зеленчук, потребно и за секојдневната исхрана. Овде гледаме разновидни видови, некои препознатливи, некои нови, но во секој случај интересни за сите нас, особено на овој саем Fruit Логистика, кој што постои веќе 33 години. Саемот се одржува во Берлин, кој што има своја традиција од 300 години, и убавината е во тоа што не само што се представуваат свежото овошје и зеленчук, туку се воспоставуваат едни контакти за извоз, логистика и што се најновите трендови на побарувачка кај современите потрошувачи. И не е само тоа, туку не само во разновидноста на овошјето и зеленчукот, туку исто така и во делот на пакувањето, амбалажата и машините кои што се потребни за да имаме финален производ. Гледаме дека потрошувачите во Европската Унија се повеќе бараат мали пакувања, бидејќи знаеме колку е брз темпото на живот, но и она што е интересно дека нашите македонски производи се повеќе интересни за европскиот пазар. Одлична можност за македонските компании да се промовираат, Македонија како држава да се промовира и да знае дека светот дека постои, дека има производство на земјоделски производи оваа земја и е одлична можност ние како компании да стекнеме искуства, да научиме некои нови работи, но најважно за се за нас е да оствариме контакти и потенцијални купувачи за нашите производи за воиднина. Тоа е најбитната работа за која што сме сите овде македонски компании присутни. Ние со нашето трпезно грозје се представуваме на овој саем, бидејќи садниците, рековте, имаме и садници, но нашите садници сите се продаваат во Македонија, затоа што во Македонија има недостаток на саден материјал, а трпезното грозје целото ни оде за извоз и така да гледаме можност дека и преку Сдруженијето кое што сме Макфрешта и поддршката која што ја имаме од име за да можеме и од Министерството за земјоделство да можеме да оствариме контакти и средби битови средни со потенцијални клиенти за воиднина. Не се сомневаме во однос на квалитетот што се добива тука и год се стално постојано сте вие на терен и така натака, но треба и во делот како што рековте и на логистика и пакување. Па може би за калибрирање нема во трпезното грозје, не верувам, се мора рачно да се среди секој грозд, но има ли подобрување во однос на тоа што значи амбалажа и соодветен изглед за да привлечеме внимание кај потрошувачот на трпезното? Баш сега пред малку имавме состанок со еден потенцијален клиент кој што исто така прашуваше за калибрирање на трпезно грозје, но тоа не е изводливо од причини едно што се расипува квалитетот на самото грозје, затоа што вие не можете секое зрно да го изроните, нели? Знаеме дека се менуваат навиките на самите потрошувачи во светот и сето сака тоа да биде се на готово сервирано на тацна, но има работи кои што не се изводливи затоа што едноставно јас и да можам тоа да го правам, да го калибрирам грозјето, ја не би го правила од причина што се расипува, потоа се губи квалитетот на самото грозје. Додека калибрација по грамажа, тоа може да се направи и тоа и ние и го правиме според нашите купувачи, нели како сакат дали сакат кило грозје во едно паковка 500 грама, 300 грама, тоа не е невозможно, тоа и сега се работи. Кои сорти се присутни? Па најмногу се застапени Молдавија, после Страшински, Кардинал, Афус и доста други сорти. Какви беа климатските услови изминатите години и дали планирате, освен што продавате лозови, садници, калеми, да проширите и во вашето производство? Па секако планираме да внесеме и понови сорти, некои што се актуелни сега, да речеме, што испаѓаат понови сорти, безсемени сорти, исто така. Тие сега пазарот ги бара повише на безсемени сорти. И во иднина планираме да подигаме нови површини од тие сорти безсемени што ги бара пазарот. Се менја пазарот на
Тие се више постари сорти што ги имаме, мора да одиме на нови актуелни сорти. А овие климатски промени влијаат врз приносот, па вода нема, има, трчате, вие постојано сте на нивите. Ами секако ти влијаат, ама мора да се справуваме и да бараме нови алтернативи. Поставуваме на некои плантажи сега и мрежи за заштита од сонце и од град. А планираме исто така и со најлон. После мрежи се става најлон, па уште поголема придобивка да дојде заштитено цело комплетно производство. Се сеќавате ли кој грозд бил со најголема тежина или најубав? Најголем гроздак 4 кг и 600 грама ни е до сега измерен, да речеме, најголем гроздак. Тоа е од сортата Страшински. Доста актуелна сорта се бара, да. Од тие црно грозје и сега повише се бара црното грозје на пазарот, да речеме. Овде сме и да научиме и нови начини на пакување, нови начини на логистички пристапи, па сето тоа е само можам да кажам позитивно наше учество кое што е овде на овој сајм. Освен свеж дел на трпезното грозје, има ли интереси, дали знаат доволно европскиве или германскиве потрошувачи што е маџун? Маџунот ни требаше време да го објасниме и на нашите пазари во Македонија, затоа што во тиквешијата ние знаеме што е маџун и кои се придобивките од самиот маџун. Но полека и овде веќе почнуваме, затоа што минатата година веќе направивме ние извоз во Европска унија на маџун, на нашиот маџун, и тоа во Австрија. Имаме генерален застапник овде. Надвор од Македонија сум више 35 години. Живеем во Австрија, Виена. Имаме своја продавница. Моментално сме со соработка со Агрокалем, со грозје, трпезно грозје и маџун. Тоа е наш специјален продукт во Македонија. Многу се заинтересирани зашто има добри продукти, добар вкус на маџунот, здрава храна, здрава исхрана. Какви се цените во однос на останатите производи од други земји? Значи, скоро во Европската унија се скоро исти сега. Маџун има ли од друга земја, од Шпанија или не знам Италија? Не, нема. Само во Македонија. Нашите луѓе живеат овде во овие краишта во Европска унија и ги знаат придобивките од маџунот. Веќе и балканскиот народ почна да се навикнува, но за чудо и нивните граѓани, односно граѓаните на Европската унија веќе почнуваат полека. Ние знаеме дека тоа нема да оде нели преку ноќ и ние сме навикнати чекор по чекор секоја работа да ја работиме, така и со ова. Резултатите можеби ќе дојдат подоцна, но не се откажуваме затоа што знаеме дека нудиме квалитет, без никакви додатоци, им додаваме вредност на самиот земјоделски производ. Трпезното грозје за храна, а винското грозје да може да се преработи, затоа што од винското грозје не можете вие да правите само вино и ракија, се прават и други многу производи кои што се за бенефит за здравието на луѓето. Замена за шеќер, така нашите баби претходно правеле колачи затоа што немале можност да си набават шеќер, немале финансии, а и не бил достапен шеќер од белиот шеќер, а имале грозје. Макфреш, гледаме многу млади производители, дел од семејството и млади се и вашите вклучени. Што е нешто како потенцијал представува ваквата саемска манифестација, но и да се вратиме на терен, што е нешто таму треба да се направи за да имаме и повеќе и поголем асортиман и производство. Се радувам дека младите се тие кои што можат да го осовременат производството, затоа што се родени во понапредна технологија, затоа што живеат со таа технологија, не се како возрастните, нели, земјоделци, не велам има ред на исклучоци, но младите се тие кои што можат да го продолжат производството, да го осовременат и да го прошират. Тоа што нивните родители го постигнале до некаде, вие како млад човек кој што сакате да се занимавате со земјоделство, со преработки, со производство, можете само да го модернизирате, а родителите да бидат како ветер во грб на тие млади луѓе кои што ќе продолжат да работат. А ние како држава треба да им дадеме 100% поддршка и еден млад човек да остане во тоа село и да сака да произведува, ние треба да го задржиме и да им го дадеме сите можности
Велам ние, затоа што ние сме државата. Не велам овој или оно или тој. Сите заедно треба да работиме и да ги подобриме условите за работа на младите во руралните средини и за живот на младите во руралните средини. Само така ќе развиеме локалната економија, само така ќе можеме да ја развиеме руралната економија и да ги задржиме младите во местата каде што се родени, за да не ни бегаат по странство. Би сакале овој звук на пилињава, кој што се за бройлерско производство, да биде присутен во многу фарми низ Македонија. За жал ги има се помалку, но оние кои што, да речам, пркосат на времето и на сите проблеми со кои се соочуваат, е една од фармите овде во Криволак, во Неготинско, која што постои веќе 15 години, благодарение на овој пионер што го гледате зад мене, но и на неговиот син кој што продолжува со оваа традиција. Проблеми има и околу набавката на еднодневни пилиња или како јајца ги увезуваат, па потоа ги во инкубаторска станица. Но добро е што, како што велат, се повеќе државата се освестува за значењето на тоа да имаме домашно пиле, произведено овде во Македонија, а не да увезуваме и да трошиме и до 70 милиони евра, наместо тие евра, милиони големи, да се даваат за увоз на месо и од Бразил и од Чиле и кој знае од кои држави низ цел свет, токму да се насочува кон домашното производство. И поради тоа субвенцијата веќе за оние помалите производители е зголемена на 80 денари за едно пиле предадено во кланичниот капацитет, што значи се отвара можност за мали семени домаќинства кои што може да обезбедат екзистенција токму од овој начин на производство. Исто така проблем е и со пласманот. Знаеме колку чекаат од супермаркетите за да ги добијат средствата, значи побавен е обртот, потребни им се средства за да можат да обезбедат и храна, и сите репроматеријали, па и струја, и што уште не. Но не треба да се обесхрабруваат, бидејќи овој пример дава една позитивна насока кон која што треба да се движи нашето домашно производство на свежо пиле. Околу бройлерско производство може да кажеме дека тоа е едно од најпрофитабилните производства во живинарството, во кој во Македонија е во многу мал дел застапено, за разлика од другите соседни земји каде што бройлерско производство е на повисока нога кранато, кај нас стагнира. Од мало кога ќе го земиш пилето од 50 грама до 2 кила жива мера, процесот е негде од 35 до 40 дена. Дезинфекција на халата, чистење на објектите, некаде тоа трае околу 20 дена, така да препорачливо е негде 6 турнуса во годината. 2 кила жива мера е најдобро и најпрофитабилно и за одгледувач. За утре да може да има кило и 500 чисто месо. Во Македонија ни немаме едно матично јато и обично увезуваме или еднодневни пилиња од Србија или увезуваме приплодни јајца во инкубаторски станици, и па ни ги зимаме после од тие инкубаторски станици кога ќе се оплодат после 21 ден. Имаме земја, да речеме околу 3,5 хектара имаме тука, од кои може да кажеме 1 хектар е урбанизирано земјиште. Од националната програма порано, ама сега неаме користено, али би аплицирале сега кога ќе ги пуштат тие за трактор, за некои приклучни машини и така. Поради тоа што воа мора да се користи со механизација, затоа што сега кога ќе заврши овој турнус, овие хранилките и поилките се креват нагоре, на дугме, они се креват и ова изметот доле мора да се исчисти, тука влева трактор, влева механизација и мора без тие работи не може. Користиме, значи, оризова арпа, а набавуиме од кочани, пилешко џубре, да речеме тоа е чист амонјак што се користи за по нивите, по лозијата, по праските на идат од кај му давам на луѓето и така. Бройлерското производство може да биде профитабилно, но има и големи трошоци, и до 30.000 евра за еден турнус. Државната помош за субвенцијата од 80 денари за пилет, предадено во кланица, е добра за помалите производители, но мора да се најде начин и за поголемо инвестирање во производството и за градење на мини кланици.
Овој објект од 1000 квадрата покриен простор, капацитет му е негде до 10.000 броја. Потребно негде околу 35 тона храна. Кошта негде околу 20.000 евра. Плюс да го набавите еднодневното пиле, 45 само мало еднодневно пиле, па имате клање, па имате картони, етикети, лекови, други работи. Значи негде околу 30.000 евра стартно потребни за да го издржиш цел турнус. Ако има еден реципроцитет што се движи, тогаш нема да биде скапо. И ако државата малку воде некоја мала обврска према фармерите, тогаш не би било скапо, а иначе вака ако сам со собствени средства ја што сме ние, тогаш е скапо. За прв пат бројчесто производство ги поттикнува малите фармери, кои што сме ние, а субвенцијата зголемија на заклано пиле или бројлер на 80 денара од парче. Да го достигнат тој број од 50.000 пилиња. Така да над 50.001 бројлер, тие 75% или негде 6 денара од парче до 350.000 пилиња. И над 350.000, 50% или 40 денара од заклано пиле. Во Македонија се увезува над 35.000 тони пилешко месо од разни земји. И како може од толку далечни дестинации квалитетот да биде добар? Увозот кај нас иде од Бразил, Чиле, Перу, Казахстан, Киргистан, да речеме од тие земји иде и тоа пиле е замрзнато по 2-3 години. У Бразил користеа за храна на рибите во океани. Тоа ви зборам за уште пред 20 години. Али тоа не е пиле, тоа е замрзнато и тоа е само штетно пиле. А ова е пресно пиле, значи ова пиле немаме замрзнато пиле. И тоа што е замрзнато повише од 15 дена не немаме замрзнато пиле. Албанија, мислам дека бројот на увоз на замрзнати пилиња е намален, и тоа доста многу, останаме уште ние Косово. А тоа пиле од 100 грама го продават по 1 евро, евро и пол го има по маркет. Значи тоа само му носи штета на луѓето и тоа пиле не е прифатливо за конзумирање. Освен сумнителниот квалитет што може да се одрази на здравието на луѓето, државата губи и добар девизен прилив до 60-70 милиони евра. А тој може да се вложи во создавањето на многу мали семејни фарми за производство на домашно пиле. Да ги поттикне да му дават некои поволни инвестиции, кредити, заради тоа што секоја фарма треба да има и мини кланичка за собствени потреби, а не да чекаме како порно. Сега више го сменија законот, секоја фарма може да има и мини кланица за собствени потреби, не за услужни, него за собствени. Мислам дека само така може да се оде напред околу тие дел, околу бројлерско производство. Продажбата е малку проблем. Маркетите што ги взимат, плаќањето му е на 60, на 30 дена, на 90 и тука малку околу тие дел имаме проблеми. Значи едно пиле од 2 кила жива мера нас не кошта околу 190, 180, 190 денара. Али тоа пиле кога ќе го заколише кило и пол тежина, а пилето се продава и секое месо се продава во кило. Значи, во моментот ние имаме увоз од Бугарија и носат пилињата во фолија, во газ, ги конфекционират и ги продават како свежо пиле, го продават, го конфекционират башка стек, башка крилца, се, али свежо пиле во моментот од Бугарија да дојде тука тоа и одма како го увезуваш, утре дента ти е во маркетот. А јас кога ќе го продавам ти треба и ветеринар у кланица и сите тие работи да поминат, па воа пиле шкарт не можеш да го продаваш, воа можеш да го продаваш. Значи има многу проблеми. Значи увозот мора да се реше за ни ако сакаме да тргнеме со бројлерско производство. Пласманот со домашното пиле може да се реши, применувајќи ги некогашните добри искуства, а сега во соседна Србија е одлична пракса. Да речеме во Македонија имате негде околу 300.000-400.000 вработени во државна институција, што зимат и што конзумират на вработените, што му дават, да речеме, храна, може да биде исклучиво од македонско производство. У Србија направија така. Цело производство си го решил за свињи и за пилиња, и за крупна стока и ситна или млечни производи и сите работи. Македонија нема матично јато. Порано во минатиот век имаше во Крива Паланка. Има само една кланица. Договорно производство, како во Словенија, Хрватска и други земји, нема.
а македонско домашно свежо пиле има во незначителни количини. Зошто е така, се прашуваат малобројните производители, на кои што само упорноста им остана, иако не се откажуваат и од реализација на нови идеи. Мини кланица исто планираме, таа ни е порачена, па негде планираме во јуни-јули месец да се монтира, таа е некаде до околу 350 до 400 пилиња на саат за сопствени потреби. Не е само да се земе кланицата, треба прочистителна станица, треба хигиеничен, нехигиеничен дел. Такви кредити до сега немам користено од Македонска банка или од некои овие што се маđарските кредити, немам. Значи исклучиво од комерцијалните банки, али за натаки ќе видиме како, нели, ќе биде, може ќе биде и подобро. Со ова мерка што е сега 80 денара од субвенцијата што е доста добро, мислам дека младите фармери што се ко мене би се охрабриле и дека би тргнале по тој пат заради тоа што ако ти произведиш 10.000 пилиња за 2 месеца, ем профитот ќе ти остане и ем државата ти дава по 80 денара, да речеме 800 денара ќе земиш субвенција од 10.000 пилиња. Тоа не е малку. Значи, плюс може да се реши, да речеме, со Македонска банка за обнова и развој, да може да ги финансира овие што се мини кланици, па нешто, да речеме, околу опрема, околу објекти, у тие дел да помогне. И така минуваат децении, губејќи ги иницијативите на поединците и можностите на македонското поднебје за производство на храна. Многу семејства можат добро да живеат и да заработат со бролинското производство. Редно е македонските граѓани да јадат повеќе домашно свежо пилешко и руралните средини да заживеат токму со создавање на вакви мали семејни бизнеси. За крајот на емисијата една невообичаена појава која се повторува последниве 4 години. Дали Македонија станува како Латинска Америка, како Аргентина и Бразил, каде што сега во моментов се жнее пченката. Невообичаено, во Пелагонија веќе неколку години наназад, пченката се собира кога и треба да се сее, фактички знаеме почеток на април. Оваа пченка е останата поради временските услови, климатските промени многу влијаат врз севкупната вегетација во растителното па и сточарското производство, а пченката, еве гледаме сега во моментов, квалитетна се уште, обстанала и преку зимскиот период, се собира на брзина за да може и навреме оно зрно секое да се собере. Но проблем представуваат и откупните цени. Во почетокот на жетвата беше 15 денари, потоа се намали цената, сега во моментов 14 денари, но ништо не се знае, бидејќи гледаме во светски рамки што се случува и се очекува секако и покачување на цените. И оваа пченка можеби многу повеќе ќе вреди за наскоро. Но во секој случај треба да се размислува на сопственото производство и оваа пченка е драгоцена во сточарското производство за да се обезбедат и останатите производи, анимални, односно месо, млеко да имаме, јајца да имаме доволно. И пченката се повеќе офаќа површини, но треба многу повеќе да биде застапена. Земјоделците се борат на своји начини и со временските услови, и со откупот, и со рентабилноста и веруваме дека примерите кои што ги гледаме нема да се повторуваат во наредните години, туку пченката навреме ќе се собере. И уште еден клучен момент е да имаат производителите каде да ја соберат пченката за да темпираат точно кога нивно одговара да ја продаваат по соодветна цена. Ова само за крај на емисијата да подсетиме на она што се случува на терен. Пролетната сеидба некаде е почната. Овде во Пелагонија се очекува да започне наскоро. Се очекува и дожд и како што рековме, домашното производство е клучно. Тоа е емисијата на емисијата Аграр, да имаме што повеќе производители млади кои ќе внесат и нова визија, нова сила во македонскиот аграр. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравје. Довидување. Се гледаме само за 7 дена.